во 9 часот и 13 минути ние секој понеделник во студиото го каниме Љупчо Поповски. Љупчо, добро утро и овој понеделник, каде што во принцип разговараме, ние ја кажуваме рубриката неделна колумна за твоите колумни кои што ги објавуваш на Дојче Веле, а потоа ги превземаат многумина други портали и така натаму, каде што се осврнеш во принцип на главната тема минатата недела. А што би се осврнал овој викенд ако не на локалните избори, пошто тоа е главната тема. И морам да кажам дека тоа малку го разговаравме и во студиото минатата недела кога беше и така, дека твојата теза е без разлика што ќе се случува во вториот круг на изборите. Власта истрпи еден приличен пораз во првиот круг, ќе видиме дали нешто тоа ќе успее да коригира, дека локалните теми не може да се преселат на стабилноста на национално ниво на владеачката сегашна коалиција. Не може и не треба. И потоа наведуваш низа примери како е тоа во Европа, па и во светот, кога се локални и национални избори во прашање. Точно ги интерпретирам тезата. Така е. Точно. Добро. Меѓутоа, најдалеку во таа насока во тој правец отиде самиот Зоран Заев, кој што најави дека доколку не се избере Шилегов за градоначалник на Скопје, дека тој ќе си поднесе оставка од местото премиер на владата. Ја мислам дека тоа е повеќе некаков повик за мобилизација на тоа е секако повик за мобилизација. Ама може ли да не го оствари ако се случи? Во политиката. Брекзит беше воден врз сосема друга кампања кога изгласа овие британските гласачи излегување, Борис Џонсон, Майкл Гов и сите други рекоа сето тоа што беше за националниот здравствен сервис немаше врска, вика ние тоа го кажавме само за ако не би сакал да споредувам. Да цитирам еден наш домашен политичар, се вика Љупчо Георгиевски, на времето кога го прашаа нешто слично, ама рековте ова, а сега прави тоа, тој рече вчера за вчера, денес за утре. Да, баш така. Како политички принцип. Иако Заев тоа го кажа, тој буквално јавноста тоа го свати дека ќе поднесе оставка, но тој буквално не рече дека ќе си оди, туку дека ќе биде тешко да се раководи, така некако мислам дека беше. Мислам дека тоа се води од таа еден, како што ја нареков таму, фаталистичко толкување на политиката, дека ако го немаш Скопје, ти не можеш да владеш Македонија. Мислам, јас се согласувам дека кампусот на тој лонец на гласови во Скопје, што е суштински за победата на секои парламентарни избори, но зошто тоа да биде предуслов за владење на Македонија? Па мислам дека, може би ќе се случи, јас не знам. Не знам како ќе бидат резултатите в недела, но треба се за македонската јавност, и оние што го раководат Скопје, мислам дека треба да дојдат до една ситуација, дека ако ја немаш државната власт зад себе, дали ќе можеш ти да ги спроведуваш сите тие проекти што ги спроведуваш во Скопје. Од купување автобуси кинеските, до преуредување на центарот, до сега помош за Шилегов во обновување на улиците. Тоа што треба да бараш сериозно пари како да најдеш од буџетот и да ги насочиш во развојот на во земји со поразвиена локална демократија, земји на Европската унија, не знам, Макрон не го владее Париз, Орбан не ја владее Будимпешта, овие се излегува со Брекзитот од Европската унија, ама и Борис Џонсон не го владее Лондон. И такви примери има едно чудо, мислам. Например, Берлин е под Вили Брандт уште предходно од социјалдемократите, а цело време владеат 20 години владеат десницари. ЦДУ. Така што тоа не е. Мислам дека, добро, кај нас бидејќи буџетите на градовите се многу мали, например, Нирнберг, еден од збратимените градови на Скопје, има некаде околу 4-5 милиарди или 6. Поголемина сме тука негде со Нирнберг, отприлика помал Нирнберг помал од Скопје. Не знам колку знаат овие што не слушаат и гледаат. Скопје беше на времето, сега веќе не сум проверил, беше вториот град по големина во Европа после Берлин, кој ќе се споредат површина со население. Сакам да кажам, игра тоа, бидејќи Скопје е распослано и заради земјотресот не се градеше во висина, па е распослано по долината на Вардар, нега и така натаму, игра и тоа улога во тоа колку чини живењето и управувањето со Скопје. Добро
Добро, Лјупчо, се е тоа во ред вака како што го говориме, но очигледно е дека во Македонија сите избори, па без разлика дали се локални, за председателски, ова секогаш е тоа така, добиваат национални димензии. Тоа е сепак врзано и за овој степен на една слаба, да кажем, децентрализација која што еве 30 години не успеваме да ја спроведеме за локалната самоуправа. Таа напредува, ама напредува со голема спорост. Па тоа е сега, нели, една од позначајните одлуки на владава беше да им прости околу 50 милиони евра на задолжените општини. Граѓаните ги превземаа на друго ниво. Ние ќе ги враќаме пак тие пари, ама ќе ги враќаме, ама тој малце им даде простор да дишат и да се задолжуваат веднаш наново. Има неколку општини кои што сега се, да кажам, на нула. Или пак имаат сериозен приход останат во буџетите, например, тоа е Битола, една од поголемите општини. Значи и сега треба тоа раководство, било кое да е, во општините треба да знае како да управува и да носи нови пари. Мислам дека овој што е законово, мислам дека усвоене на владава, дали влезе во парламентот, не знам, за поголема финансиска одвојување од даноците за општините може многу да им помогне. Затоа што видите се што имаме. Општина Аеродром, особено стариот дел од Аеродром, кај што беа бараките, сега е, мислам, претворено како фавела, најнехуманото место за живење во Скопје. Тоа има 60-70 згради по 8-10 спрата. Тоа е невозможно, мислам. Тоа и таму се гради како газ прекуглава, што би рекле во некоја од поговорките. И сега, зошто се гради? А и сега луѓево, например, тие бараки што ги уриваат воени и секакви бараат ново место, бидејќи дел од нив беа субстандардни на вистина. Но општините, еве, како Аеродром, нема ниеден друг сериозен приход освен комунали. И што ќе прави градначалникот? Градначалникот не размислува на друг начин да обезбеди средства, да обезбеди пари за изградба на паркови, на други нешта во општината, заплати, освен да дава места за градење на нови згради. И што станува од општината, од Аеродром? Градежна зона. Тоа сме го разговарали овде кај со Грчев во неколку прилики. Луѓето не разбираат можеби за тој аспект, но 90% од приходите на општините доаѓаат од издавање градежни маркички и плаќањето комунали. И тоа е еден више цркл, што викаат, ѓаволски круг кој што само се врти, бидејќи од една страна граѓаните ве критикуваат ако не инвестирате во општината, од друга за ова што говориме паркови. Од друга страна тие инвестиции произлегуваат од ова што се нарекува бетонизација. И сега таа една, како да кажем, damn if you do it, damn if you don't. Значи проклет да направиш и да направиш, по секој случај грешиш. Лјупчо, ќе добиеме компликувана слика за градскиот совет во Скопје. Вчера се обидов да поканам и ќе го имаме на разговор еден од оние кои што има најголеми шанси да стане и председател на тој совет. Таму е толку шарена ситуацијата што и одлуките ќе бидат донесувани веројатно со некакви мобилни мнозинства кои ќе се прават според потреби и според прашање. Тоа се пресликува и во други градови. Дојдовме конечно тоа да е добро за граѓаните. На крајот од криштата тоа повикува на компромиси, тоа повикува на соработка. Па, тоа е добро, мислам дека 18 советници има ВМРО во градскиот совет, има 45 се вкупно, има таму Алијансата има 20, Левица има 3, 25, 23, да ти може би еве со Левица. Ама проблемот е што со Левица не би сакала да биде приклучок на ВМРО. Така што тие мора да се етаблираат како посебен субјект. Во некоја рака така и во Битола, така мислам и во Куманово. Мислам дека тоа ќе биде добро, затоа што генерално во најголемиот број општини тоа беше претворено во гласачка машина, бидејќи двете големи
партиски структури беа или мнозинство или малцинство. Не е важно во голем, освен таму кај што нема например албански партии, например цела Источна Македонија, овој вардарските општини и така. Така што ќе треба и на тој што ќе стане градоначалник, ќе му биде потребно голема умешност да истурка некои одлуки во градскиот совет на Скопје. Значи мора да ги слуша советниците, бидејќи џабе му одлуката ако не може да помине. Ќе дојдат и ќе поминат и овие второизборни кругови, нели во недела ќе се заврши гласањето. Сега е поедноставно, претпоставам дека уште вечерта ќе знаеме кои се решенијата за овие 40 на општини каде што останаа да се бираат градоначалници. Што ќе биде, Љупчо, конечно те прашувам, рефлексот од овие локални избори врз националната политичка сцена? Ако СДСМ успее да поврати дел од тие загубени гласачи што и да му донесат, например, уште 10 општини, од кои неколку се многу важни. Скопје, например, и Битола, Куманово, не знам како ќе биде таму комплетна ситуацијата. Таму победува левицата. Таму победува левицата, не ама со друг човек, што е малце, знаете како, поставила подршка на ВМРО на Максим Димитриевски, некако неговата цела кампања стана демистифицирана дека работи за Куманово и така на тоа. Иако неговите шанси се поголеми, но целата негова позиција е дополнително комплицирана. Значи тоа што тој го представувал наеднаш излегува дека не е така, но ќе видиме. Но на национално ниво мислам дека тука ќе два политички субјекти имаат сериозно да размислат. Тоа е СДСМ и Алијансата за албанците. Алијансата за албанците, за СДСМ веќе се изнакажаа многу работи дека треба стварно некои да променат од кадровска до пристапна, од кадровска структура до пристапен однос кон проблемите, кон детектирање и решавање, и мислам дека на Заев му треба едно реинвентирање на неговите политики. Ова што беше заврши. Сега треба ново. Значи тука треба да сериозно реинвентирање во меѓународното. Има ли време тој за тоа, бидејќи Ја не гледам дека не би можел да го направи тоа ако е навистина сериозен. Сериозен, ако си ги послуша своите инстинкти што очигледно некаде ги загубил по пат. Додека за Алијансата, мислам дека тоа и минатиот пат го зборувавме, резултатите за нив се многу лоши на овие избори. Изгубија 30% од гласачкото тело и само му помогнаа на ВМРО ДПМН да направи еден вид рехабилитација. Тоа не е рехабилитација целосно, но некој вид рехабилитација на генерално ниво во албанскиот политички блок, да се каже дека тие некако некои пораки разбрале. Но очигледно дека села и таравари не ја разбрале, не разбраа што може да се случи со таа изградба на понтонскиот мост за ВМРО ДПМН. Тоа е еден од поголемите проблеми во развојот на политичките настани, не проблеми, туку настани во нешто што треба дополнително да се реши и да се анализира. Така што гледате, дуи освои 105.000. Овие од 86.000 падна од 87 на 56.000, на 55.000, 26.000. Тоа е драматичен пат за една година. Така е. Љупчо Поповски, благодарам. Ќе помине и оваа недела, ќе дојдат изборите во недела, вториот круг, па ние во понеделник идната недела повторно се гледаме на исто место, на место на злосторната политичката анализа. Да.